Воопшто не ми е важно дали он ќе се најде на црна листа од американците, он треба биде на црна листа вечна на македонците. Од проста причина, што цело време функционира со креирање на зла крв, со креирање на лажни вести, на негативни наративи. Неговото раководење се базира на манипулација на членството. Последниве неколку дена и на закани, на цртање на мети на неподобните и не одговарање на легитимни прашања на пресконференција на тема која што он ја отвори на таа пресконференција. Значи ти сакаш да се перчиш, да дискутираш на темата до оној момент додека мислиш дека прашањата ќе бидат поставени од продолжената рака медиумите што ги плаќаш и ќе бидат соодветни на тоа што можеш да го одговориш. Но кога ќе дојдеш во ситуација како што дојдем вчера, кој ти се постави соодветното прашање, како на пример, дали сте се гледале со тој човек дома повеќе пати, он ја напушта пресконференцијата. Како сакате некој да има доверба дека тоа е лидер и дека тој човек може да ја води оваа нација напред, да донесе квалитет. Цело време Инфомакс му е крив, Наталија му е крива, Мечка му е крив, Мичо му е крив, Филип му е крив, Данела е крива, Груевски е крив, Стефче е крив, на листа не ставаат, ни се закануваат, правда ќе дошла. Они прават катастрофална грешка овој пат во наративите, затоа што се тоа луѓе кои што се претежно не едуцирани, да не речам неписмени таму позади десковите, кои што обидувајќи се да направат црна листа нивна за отстрел и ставајќи не сите нас, само го подигна интересот на јавност, што на нас ќе ни возможи уште полесно да направиме деконструкција на тие процеси што они ги водат, на тоа замајување на членството што е апсолутно непочитување и инструментализација да се закануваат и не знам што, па кој им се плаши, човече?